Денес ке гледате. Русија трошела пари во Северна Македонија да влие врз политиката, рече за Гласот на Америка министерот за надворешни работи Бујар Османи. Инспекторите на Обединетите нации донесоа резолуција Русија да се повлече од нуклеарката за порожје поради опасност од нуклеарна катастрофа. А Њу Јорк почна да обележува зони каде нема оружје, по зголемениот број барања за носење пиштол на улица. Останете со нас. Поздрав до сите што не гледаат, јас сум Милена Ѓоргиевска. Домашните институции утврдиле дека Русија влијаела и врз политиката во Северна Македонија, изјави за Гласот на Америка министерот за надворешни работи Бујар Османи. Ваквата изјава доаѓа од како Стејт департментот објави извештај за руско мешање во повеќе држави, меѓу кои Албанија, Босна и Црна Гора. Владимир Мирчевски зборуваше со Османи. Дали имате сознание за ваков тип на влијание или обиди за влијание во Северна Македонија, обиди за влијание на политичари, политичко влијание преку финансирање од одредени политички партии од страна на Русија? Во рамки на оваа информација, произлезена од Стејт департментот, немаме дополнителни информации по однос на случување во нашата држава. Но од нашите анализи, од нашите институции има такво и тоа комуницирано и констатирано во неколку наврати дека има обиди за такво вмешување во партиско-политичкиот живот во Република Северна Македонија. Имате сознание индиции за руско влијание врз политичкиот живот во Македонија преку одредени извори на финансирање? Да. Од другите вести, масовна гробница со повеќе од 440 тела е откриена во Изјум во североисточна Украина, кој неодамна беше ослободен од руските сили. Украинскиот претседател Зеленски рече дека Русија е одговорна за ова, додека од руска страна засега нема коментар за обвинувањата. А инспекторите од Обединетите нации усвоија резолуција со која бараат Русија да ја ослободи нуклеарката за порожје, оти се зголемува ризикот од нуклеарна катастрофа. Еве какви мерки за заштита преземаат тамошните жители. Ина Холикова се подготвува за нуклеарна катастрофа. Таа бара лекови за себе и за несиниот 2-годишен син Александар во случај на истекување на радиација од блиската нуклеарна централа за порожје. Мы пришли получить таблеточку. Дојдов овде да земам таблети со јотикалиум, па ако дојде до катастрофа да можеме да си го спасиме животот. Се надевам дека нема да ни требаат. Инспекторите на МАЕ пријавија голема штета на централата, вклучително и на зградата во која има нуклеарно гориво и радиоактивен отпад. Тие беа и принудени да се засолнат од гранатирањето за време на нивната посета. Верувам дека светот не само што заслужува, туку има потреба од меѓународни представници да ја принудат Русија да ја демилитаризира територијата на централата, да ја врати во целосна контрола на Украина. Русија негираше дека има складирано воена опрема и ја обвини Украина за нападите. Сами си пукаме во себе, тоа е крајна глупост. 6 нуклеарни реактори на локацијата се добро заштитени, но не и неуништливи. Тие имаат многу дебели бетонски контейнери внатре во секоја зграда, има реактори од челик под притисок кои се дебели речиси 1 метар. Целосната загуба на енергија би принудила да се исклучат системите за ладење на реакторот. Во тој случај горивото на реакторите може да се прегрее, потенцијално тогаш влегувате во сценарио од типот на топење и радиација. Украинската влада вели дека истражува дали централата може да биде затворена. Во моментов работи само еден од 6 реактори. А во САД, по одлуката на Врховниот суд да не го ограничува оружјето на јавен простор, се повеќе луѓе бараат дозвола да носат пиштол на улиците во Њу Јорк. Градските власти почнаа да обележуваат безбедни зони. За време на настанот на кој го промовираше неговиот план за спречување на криминалот во сојузната држава Пенсилванија, Бајден ги повика републиканците за нивните вербални напади врз FBI. Болно е да се гледаат вакви напади врз FBI, закани по животот на агентите за спроведување на законот и нивните семејства, затоа што едноставно го спроведуваат законот и си ја вршат работата. По претресот во Мар-а-Лаго, резиденцијата на поранешниот претседател Доналд Трамп на Флорида, на почетокот на овој месец, поддржувачите на Трамп повикаа да прекине финансирањето на FBI. Ни треба нешто што ќе ја замени оваа агенција, бидејќи не верувам дека може да се реформира.
Таа е надвор од контрола и ги крши правата на луѓето, а ние не го поддржуваме тоа. Бајден исто така ги нападна републиканците за тоа што ги бранеа сторителите на упадот во Американскиот конгрес на 6 јануари. Дозволете ми да им го кажам ова на моите пријатели републиканци во Конгресот, немој да ми кажувате дека го поддржувате спроведувањето на законот ако не го осудувате она што се случи на 6 јануари. Не ми го кажувајте тоа. На чија страна сте? Коментарите на Бајден укажуваат на значајна ескалација на риториката во кампањата пред конгресните избори во ноември, каде републиканците се надеваат дека повторно ќе ја превземат контролата врз Конгресот. Тоа е незгодна работа. Се има простор за политички навигации, да се залага за владење на правото, но при тоа да не биде очигледно дека ја користи моќта на владата, моќта на одделот за правда за гонење на непријателите. Говорот на Бајден е дел од турнејата за промовирање на неговите најнови легислативни победи, вклучително и она за безбедност на оружјето донесена претходно оваа година по масовните убиства во Увалде, Тексас и Бафало, Нью Йорк. Бајден ги критикуваше републиканците што се спротивставија на неговиот предлог за враќање на забраната за оружјето употребено во двата случаи. Белата куќа соопшти дека планот на Бајден за спречување криминал по безбедна Америка вреден 37 милиарди долари ќе спаси животи и ќе ги направи заедниците побезбедни. Во Сирија пак курдските сили поддржани од САД почнаа голема кампања против Исламската држава. Сириските демократски сили, предводени од курдите, почнаа безбедностна кампања во кампот Ал-Хол, во кој се држат илјадници семејства поврзани со милитантите на Исламската држава во североисточна Сирија. Сириските демократски сили велат дека нивната цел е да го исчистат кампот од какви било оперативци на Исламската држава, за кои веруваат дека стојат зад зголеменото насилство во кампот Ал-Хол. Обединетите нации велат дека досега оваа година најмалку 26 лица биле убиени во кампот, во кој има речиси 56.000 луѓе. Локалните воени лица велат дека оваа кампања требало да почне порано, но можноста од турска офанзива во регионот ги принудила да почекаат. Ја лансиравме оваа кампања бидејќи имаме морална и етичка одговорност да ги ослободиме цивилите од групите кои оперираат внатре во кампот Ал-Хол. За само 4 дена од почетокот на кампањата, курдските официјални лица велат дека притвориле повеќе од 75 членови на Исламската држава внатре во кампот, заплениле голем број оружје и откриле неколку тунели ископани од милитантите на Исламската држава. Глобалната коалиција против Исламската држава, предводена од САД, вели дека им помага на локалните сили во нивните антитерористички напори. Курдски официјални лица велат дека поддршката е од суштинско значење. Бевме во координација со глобалната коалиција во првата фаза од кампањата. Истото се случува и во втората фаза, што всушност е самото спроведување на кампањата. На тој начин глобалната коалиција ги поддржува сириските демократски сили и локалните безбедносни сили за време на акцијата. Локалните власти велат дека обезбедувањето на кампот е важен дел во мисијата да се поразат милитантите на Исламската држава во земјата и пошироко. Од мене толку. Јас сум Милена Ѓоргиевска, се гледаме повторно во понеделник.
Thank you.